Во општина Македонски Брод во 2016 година имаме вкупно реализирано 45 проекти. И тоа, изградени локални патишта. Локален пат до село Могилец во должина од 3400 метри, до изграден локален пат од село Слатина до село Крушје во должина од 1600 метри. Во Македонски Брод, населеното место во урбаната средина, имаме изградено и асфалтирано 16 улици. И тоа, улица Орце Николов, улица Цветан Димов, улица Глигор Прличев, улица Сутјеска, улица Козара, краци од улица Илија Игески Цветан, улица Мирче Ацев, улица Ѓуро Ѓаковиќ, улица Партизанска, улица Даме Груев, крак од улица Маршал Тито, улица Мирче Ацев, улица Пере Тошев, улица Иво Лола Рибар, улица Илинденска и улица Димитар Влахов. Исто така имаме изградено улици во населба Сувенир, во населено место Самоков, поранешна општина Самоков. Имаме изградено 2 плочести пропусти во село Русијаци и 1 во село Зркле. Извршена е санација на 2 моста на локалниот пат од Македонски Брод до село Сланско. Во 2016 година подготвена техничка документација, односно основни проекти, имаме направено за 18 населени места. И тоа проекти за изградба на нови улици, селски улици, за водоводи, за изградба на локални патишта, до изградба и реконструкција, исто така на локални патишта, техничка документација за изградба на фекална и атмосферска канализација во неколку наши населени места. Исто така имаме изработено и проект за санација и пуштање повторно во употреба на прочистителна станица во село Самоков. Изградено во 2016 е изградено и тениско игралиште во градот Македонски Брод, поточно во основното училиште Свети Кирил и Методиј. Изградено е мултифункционално игралиште во село Самоков, кое се најдува во склопот на основното училиште во село Самоков. Извршено е уредување на споменикот на природата Белешничка река. Извршено е уредување на пештерата Голубарница во функција на развој на спелеолошки туризам. Извршено и уредување на излетничкото место локалитет Пешна, која се најдува во близина на Македонски Брод, поточно во атарот на село Локвица. Извршена е модернизација на системот за улично осветлување не само во градот Македонски Брод, туку во сите 53 населени места со LED диоди и прва општина сме во Република Македонија која има поставено улично осветлување со LED диоди од америчко производство. Во минатата година, исто значајно за нашата општина, за нашето местно население, е тоа што општина Македонски Брод се збратими со местната заедница Јабука, општина Панчево, Република Србија, каде што живеат наши иселеници од општина Македонски Брод, со што поставивме еден линк за заедничка соработка со нашите кои потекнуваат од општина Македонски Брод, а живеат во Република Србија. За во 2017 година имаме исто така проекти кои се приоритет, односно се во тек на реализација во општина Македонски Брод. Како прв проект сакам да го најавам изградбата на патот Македонски Брод Скопје, кој ќе почне со изградба на 1. март 2017 година, со што ќе се оствари мојата визија и визијата на моите сограѓани од Македонски Брод и граѓаните од наша општина и селени кои живеат во Скопје, со што општина Македонски Брод ќе се приближи до главниот град Скопје само на 90 километри. Исто така во 2017 година предвидено ни е да се изгради водовод за водоснабдување на селата Зркле, Сушица, Инче, манастирот Света Богородица, Горни и Долни манастирец.
Предвидена ни е и обезбедени средства во тек на реализација е изградба на регионалниот пат до село Звечан, исто така во тек е изградба и се надевам дека овие два патни правци за село, од село Заград до село Волче и за Звечан ќе бидат готови во текот на месец април оваа година, асфалтирани и пуштени во употреба. Исто така, при крај на изградбата водоснабдување на село Латово со питка вода, односно приклучување на регионалниот водовод Студенчица, со што и ова село ќе добие здрава вода за пиење. Исто така, во тек е изградба и се надевам дека до мај месец ќе биде пуштен во употреба отворениот пазар во Македонски Брод, кој ќе биде еден од уредените пазари со инфраструктура и пропратни објекти кои многу ќе значат за нашето население. Во тек е реализација и изградба на зградата со 10 социјални станови во Македонски Брод и овие 10 станови наши најсиромашни семејства ќе се вселат до месец мај. Изградба на спортско игралиште за мал фудбал во село Суводол. И ова игралиште е во тек изградбата, исто така и тоа ќе биде до месец мај рокот да биде пуштено во употреба. Изградба на баскет игралиште во Македонски Брод во склоп на училиштето Свети Климент од Македонски Брод, ова игралиште ќе биде изградено во текот на оваа година. Исто така, во оваа година имаме изработено проекти и во тек, односно во припрема се тендери за изградба на фекална канализација во село Суводол, изградба на фекална канализација во село Девич, изградба на локален пат за село Сланско, изградба на локален пат за село Близанско, изградба на локален пат за село Сушица и село Томино село и до изградба на локален пат за село Косово. Ова се проекти кои се предвидени во програмата за 2017 година, но се надевам, како и предходните години, ќе има и други проекти кои не се предвидени во оваа програма, но по барање на нашето местно население, со одржување на форуми на заедниците и нивни предлози кои ќе бидат реализирани во 2017 година.